Од 20 пожари во последново деноноќие, активни се уште 12. Најсериозно и натаму е во Старо Нагоричане, Кратово, Македонски Брод и Свети Николе, каде против пожарните екипи и доброволци со денови се борат со пламените јазици. Пожарот кај селото Негрево, кај Пехчево, кој се закануваше да стигне до градот и понатаму е активен, а се уште гори и во општина Старо Нагоричане, кај селата Малотино и Жеглење. Директорот на ЦУК Стојанче Ангелов апелира до граѓаните престојниот празничен викенд да бидат внимателни доколку одат во природа. Во текот на денешниот ден хеликоптер на МВР заедно со српскиот хеликоптер дејствуваше на територијата на општина Старо Нагоричани кај селата Малотино и Рамно. Овој пожар се одвива на многу тежок пристапен терен, на поголем дел и целосно непристапен терен. Еден хеликоптер на МВР, и тоа МИ-171, односно големиот полициски хеликоптер со големо ведро, делуваше на теренот на општина Кратово кај селото Татомир, додека двата армиски хеликоптери дејствуваа на територијата на Пробиштип кај селото Барбарево. Активни се и пожарите кај селото Татомир во Кратовско, во општина Македонски Брод, односно кракот кон Јасен, потоа кај селата Горно и Долно Ѓуѓанци, Строиманци и Раченци во општина Свети Николе. На територијата на Пробиштип активни се два пожари, едниот на потегот меѓу селата Зелени-град и Јамиште, а другиот кај селата Стрисовци и Барбарево. Пожарот кај селото Пласница е проширен кон селото Латово на територијата на Македонски Брод, а активен е пожарот и кај селото Пресека во општина Кочани. Пристигнува и странска помош во борбата со огнената стихија. Во врска со активираниот механизам за цивилна заштита на ЕУ, според најавите на ЦУК, во земјава на помош пристигнуваат 6 хеликоптери и 4 ер-трактори. 2 хеликоптери се од Србија, 2 од Унгарија, 1 од Словенија и 1 од Чешка, како и 4 ер-трактори, 2 од Германија и 2 од Шведска. Деновиве неколку лица се приведени поради подметнување пожари што предизвика с големо полициско присуство на терен. Повеќе од 20 денови гори во Македонија. Речиси 9000 хектари површина или колку 12 фудбалски игралишта пеплосаа пожарите таму. Ова се првичните неофицијални проценки на македонски шуми. Станува збор за слаба и деградирана шума, односно грмушки, смреки и даб. Од страната на Неготино изгорени се околу 5500 хектари шума, а од штипската страна безмалку 3000 хектари. Освен растителниот, настрада и животинскиот свет. Штетите се епохални и потребни ќе бидат децении за повторно да се врати животот на планината.